Добро вечер во Топ тема. Антикорупцијската комисија за кусо време испорача список на функционери кои злоупотребиле својата функција. Но се отвораат многу прашања пред се како владата ќе одговори на сите овие обвинувања, но и поранешни функционери, судови и сите институции. За сите и овие многу други прашања вечерва на Жешко столче имаме претседателката на Антикорупцијската комисија Билјана Ивановска. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. А наспроти се моите колешки, сите истражувачки новинарки, а корупцијата им е специјалност, Сашка Цветковска, Билјана Николовска и Мери Јордановска. Добре дојдовте и за вас. Господја Ивановска, отворивте многу случаи. Не правевте пауза дури ниту во текот на изборите. Веќе утре имате седница. Дали ќе отворите нови случаи, кои, што ќе биде тема на утрешната и седница за петок, колку што ми кажате пред емисијата? Па да, некако стана традиција по две седници да имаме една по друга или две во една недела. На утрешната седница точно ќе отвараме нови случаи по пријава, случај по пријава за Глобал, за 1 евро за вицето, за фирмите на Ѓушев, тоа е пријава од ВМРО ДПМН. Знаете дека ние не работиме селективно, така што како што ни стасуваат пријавите, така и ги отвараме случаите, но исто така ќе отвориме и предмети по пријава на граѓани кои што ја искористиле нашата веб апликација за пријавување на изборни нерегуларности и ни доставиле пријави. Така да утре ќе ги отвориме и тие пријави. Потоа во петок веќе ќе објавиме резултати понатаму што следат по основа на прашањето за непотизам, како што се завршуваат предметите, така и ќе ги објавуваме резултатите. До сега имаше прекршочна пријава против министерот Бектиш и дали ќе има и други, ќе покренете и други прекршочни? Епа сега, однапред не би коментирала, мислам за Бектиш, тоа веќе поминато можеме да го коментираме, меѓутоа што ќе следи, и така се седниците отворени, јавни, истовремено ја известуваме јавноста, мислам сега дека не е баш. Иако веќе кога го споменува министерот Бектиши, тој вели дека таму нема случај, бидејќи проблемот бил само во адресата на неговата сестра, која е веќе променета, дека тие двајца не живеат на иста адреса и дека тука нема судирни интереси. Да, тоа е еден дел од проблемот. Прекршочната постапка, меѓутоа суштинскиот проблем е дека има влијание, бидејќи целата постапка за вработување на неговата сестра била нетранспарентна, нема ниту записник од извршено интервју, нема ниту критериуми за избор. Едноставно од 73 кандидати, или не знам точно колку беше бројот, знам дека беше поголем број, е избрана токму неговата сестра. Дотолку повеќе што тој како министер за економија и член на владата, која што е всушност собрание за јавното предпријатие, а тој како министер за економија ги креира енергетските политики на тоа јавно предпријатие, има и текако судирни интереси. Мислам дека тоа беше убаво кажано пред јавноста и не знам од кај произлезе дека само е прекршочната постапка во прашање. Мислам, предметот има повеќе. Добро, сигурна сум дека моите колешки имаат многу прашања. Поделете, Мери. Би се надоврзала на ова, бидејќи сметам дека и на јавноста ни е доволно јасно што после. Значи, вие веќе упативте и апели дека треба да се извести владата и дека да речеме во случајот или МЕПСО или која е да институција во која што било извршено влијанието, понатаму како би се дека треба да изврши увид. И што доколку, бидејќи ние не гледаме интенција дека институциите реагираат на овие случаи на непотизам, ниту пак дека функционерите реагираат. Сите велат дека не е вршеле никакви ургенции при вработувањето на нивните блиски. Прашањето ми е што ќе следува после, што доколку од владата чувме само апел како апел не значи ништо од премиерот Зоран Заев дека треба да ги напуштат работните места сите роднини, тоа видовме дека очигледно не раѓа со плод, бидејќи сестрата на Бектиши се уште работи на истото работно место, ниту пак има најава дека ќе се повлече. Некако чувството е дека ингеренциите завршуваат во тој дел и дека ќе се констатира и останува на констатирано. Што понатаму? Па вака се, ние не сме суд. Значи, ние кажуваме дали постапката се одвивала
како што треба или не. Принципиелно, затоа што во крајен случај сите постапки се врз основа на закон. Всушност со анализа на сите овие постапки ги утврдивме слабостите во законската регулатива кои што возможуваат такво обработување. Бидејќи надзорниот одбор и владата се тие кои што го поставуваат директорот, односно одговорното лице, значи тие треба да преиспитаат неговата работа, дали е како што треба или не, а имаат документирано од наша страна за целата постапка како се одвивала, така што едноставно ја враќаме топката кај нив, бидејќи тие се одговорни за поставување на одговорните лица во јавните предпријатија. Да, ма директорот со дискреционо право си ги избирал тие лица. Зошто сега би го сменил мислењето? Зошто сега би си ја... Да, значи во нашиот закон е точно кажано дека дискреционото право не треба да се злоупотребува и да се прекорачува и дека дискреционите овластувања значат да се имаат во предвид сите конкретни околности во дадениот случај, што во овие случаи тоа не било во прашање. Значи, не се имале во предвид сите конкретни околности, односно не се имале во предвид сите квалификации на останатите кандидати и сите нивни компетенции, туку напротив, дискреционото право е злоупотребено. Тоа е тоа што ние го упатуваме и до надзорниот одбор и до владата да го приспитаат работењето на одговорното лице, односно тие се тие кои што го именуваат и го разрешуваат. Затоа одговорноста е нивна. Да се надоврзам на неколку од седниците, рековте дека овие закони не се во ред и дека ќе барате нивна измена, особено законите за работни односи. Тука, бидејќи сепак овие случаи кои што вие ги нотиравте се работи за прекршување, нели за дел од злоупотреба, да речеме, на законот за работни односи. Сметате дека оние кои што ги носат законите и оние кои што ги злоупотребуваат на некој начин би прифатиле такво нешто да ги изменат сега во корист на вас, а не во нивна корист? Значи, они треба да ги изменат во корист на сите граѓани. Со промената на законската регулатива ќе им овозможат на сите граѓани неселективен, односно еднаков пристап, што им е загарантиран според Уставот. Нели? Секој граѓанин има еднаков пристап за вработување. Овие закони, вакви какви што се, не им овозможуваат на граѓаните, да бидеме на чисто. Промената на законите се носи во собрание. Значи, потребна е политичка волја. Значи, ние детектираме. Слабостите се во одредени делови, во одредени членови, ги детектиравме кои се тие членови, ќе одиме до надлежното министерство, односно до Министерството за труд, ќе кажеме кои се ризиците од корупција, и сметаме дека имаме доволно, да кажам, поволна клима за сето тоа да се уреди. Барем така така сме информирани од се што се случува околу. А што со казните? Слушнавме таму дека има и глоби за дел од случаите, но некако веќе ги плаќаат тие. Од страна изгледа дека глобите се премали во споредба со она што го добиваат нивните, не знам, роднини, унапредувања на најразлични злоупотреба на изборниот законник. Значи слушнавме некоја глоба од 500 евра во споредба со она што некој добил некакво работно место, функција во обвинителство или без разлика. Помалку од платата. Се согласувам дека се глобите мали, меѓутоа законодавецот, односно тие што биле изготвувачи на законот, сметале дека глобите треба да бидат како еден вид опомена. Па тука јавниот срам е поголем и поскап од тие глоби. Мислам, треба не ме срам, да не се лажеме. Молам? Не изгледа дека се срамат. Јас кога гледам Кирасовски не ми делува дека му е срам. Тој дури кажа дека кажа дека е грешка. Дека е грешка, дека вие сте погрешиле, тие не само што не се срамат, тие немаат никаков почет никој независните институции, така што со срама кога ги бркаме тешко дека. Добро, сакам да кажам дека ќе бидат оцрнети пред јавноста, а тие треба да се појават пред јавноста за да добијат гласови во крајен случај, мислам. Но тоа не помага ако се оцрнети. Тие вистински тргуваат со гласови на избори, нудат работни места за избори. Оцрнувањето е одамна не е никаков нема шансе некој во Македонија политичар да биде погоден и депримиран само зашто бил оцрнет во јавност. Да, меѓутоа со оваа најава. Она што боли се парите, овие казни се мали и тоа не е до антикорупцијската комисија, мислам навистина не е фер да се каже тоа. Премиерот Заев најави некакви кадровски чистки, метла, ја споменуваме секој ден. Дали сметате дека е тоа соодветен одговор? Дали очекувате сега дека во таа метла ќе бидат токму тие луѓе за кои
Сашка вели дека може би не име грижа ако е на нив оставено само дали ќе бидат оцрнети или не, меѓутоа влијанието би било доколку премиерот навистина ги разреши. Дали тоа ќе биде успех, ќе го книжите како успех на антикорупцијската комисија? Она што ни е нас главна цел е да детектираме слабости на функционирање на системот и ние тоа го правиме. Детектирајќи ги тие слабости, нормално дека излегуваат имиња кои што се огрешиле на некој начин. Понатаму чекорите се политички. Ја не би сакала тука да коментирам во тој дел. Значи, наше е да откриваме не само за овој закон за вработување, и за сите останати закони, денеска го зборувавме тоа. Значи, Државната комисија за спречување корупција има надлежност да врши антикорупцијска проверка на легислативата, односно на сите закони пред нивно донесување, и да ги утврдува ризиците од корупција и да укажува на законодавецот кои се тие ризици и благовремено да се извршат промени на тие одредби. Значи, со други зборови, нашата цел е да успееме да го подобриме системот, да функционира системот, сите да имаат еднакви права при вработување и при сите, мислам, воопшто остварување на своите лични права, тука да помогнеме во тој дел. А понатаму, како ќе си одат работите, политичката одговорност е на политичарите. Мислам, ја не би сакала да коментирам во тој. Дали барем граѓаните пријавува или оние што им конкурирале на работни места, дали после овие случаи пријавуваат повеќе такви случаи? Имаме доста пријави. Не, имаме доста пријави од граѓани. Мислам, мене тоа ме радува, тоа значи дека расте довербата на граѓаните во нашата институција. А инаку ние контактиравме со одбиените, например, со одбиените кандидати кај што имавме оставено мобилни телефони, контактиравме да се увериме дали постапката била таква и таква како што ни опишува од јавните предпријатија кај што вршевме контролата. Ајде ги споменавте јавните предпријатија. Деновиве многу слушаме спекулации дека тие не се задоволни од она што вие го откривте, дека вработувале на сомнителен начин, дека можеби има непотизам со одредени функционери. До вас стигнали некакви реакции? Знаете, ние слушнавме дури до таму дека ви се закануваат и со пријави, дека можеби за оние грешки што ги направивте во однос на градоначалниците, кои ги споменавте дека ги немале оние анкетни листови доставено до вас. Имате ли некакви такви закани? До нас никакви закани не сме добили, а и тоа со градоначалниците не беше наша грешка. Мислам, тие градоначалници кои што искочија на телевизија и кажуваат, или по медиуми, не е битно, и кажуваат дека антикорупцијска не била во право, дојдоа, се уверија на лице место и ги расчистивме работата. Мислам, немаше и тамо никаков проблем. И во конкретниот случај до нас не знам, не е дошла никаква закана. А притисоци од било каков тип до сега? До сега, фала Богу, нема. Никој не ви се јавил од овие функционери за кои што отворивте постапки? Не. Ви изненадува тоа? Па не ми изненадува, ма пријатно ми изненадува, можам да кажам, да. Пошто сите ме прашуваат за притисоци и мислам вака во гостување во емисии и пријатели случајни вака што ќе се сретнеме по улица, сите прашуваат за притисоци. Меѓутоа јас сум среќна навистина дека до сега, фала Богу, нема притисоци. И можеме независно да работиме, буквално баш онака како што треба да работиме. А колку што забележав, дојдовте без обезбедување. Предпоставувам дека ви следи или не ви следува, или едноставно не се чувствувате загрозена во овој случај, бидејќи сепак им чепкате во финансиите, нели, во джебот на функционерите во таму каде што се најчувствителни. Не знам дали ме следи обезбедување, меѓутоа немам обезбедување со еден збор. Знаете, луѓето ги оддалечува алчноста, тоа е факт. Значи, јас не правам ништо да земам нешто туѓо. Јас само сакам да покажам што е праведно и што не е праведно, и толку. Ја не сакам да брцнам во ничиј джеб и да земам нешто туѓо. Добро, ова го кажа фигуративно. Ме разбирате. Бидејќи ги испитувате сепак финансиите. Ги испитуваме постапките, дали биле во согласно со закон, кај се слабостите на законот. Во таа насока е нашето истражување. Мислам, мене не ми е поента од никому ништо да земам.
Имаше сега вака најголемата критика во однос на досегашното работење, тајмингот во однос на тоа кога беа отворени одредени постапки. 2 дена пред почетокот на председателските избори беа отворени постапките за непотизам за судирни интереси за функционери од ВМРО ДПМН. И тоа во јавноста од одредени лица беше протолкувано како обид да се влие на председателската кампања и на изборите. Зошто токму тогаш беше отворено? Зошто токму пред председателските избори ги отворивте предметите и се прогласивте за ненадлежни? Некако тоа заврши како отворање и затворање, само и таму имало непотизам, имало судирни интереси и тие вработувале исто, меѓутоа ние ништо тука не можеме да направиме. Па вака сега, знаете, денес ние, така да кажеме, роден ден од 3 месеци. Значи, 8 февруар беше конституирана комисијата. Истиот ден беа распишани председателски избори. Што значи, ние цело време работиме во изборен процес. Во тој изборен процес на втората седница ги отворивме 18 случаи, што се однесуваа на СДСМ, на сегашната власт. На следната седница ги отворивме случаите кои што се однесуваа на претходната власт. Како што ги завршивме предметите, така и ги објавуваме. На едната седница ги објавивме што се погоди помеѓу двата изборни круга, ги објавивме за владеачката партија, а на следната седница, како што доаѓаше поред, ги објавивме за претходната власт. Не ги отворивме, ги затворивме, значи тие беа отворени претходно, на трета седница или како беше. Ние само ги затворивме, затоа што сите предмети кои што се постари од 3 години, немаме надлежност. Веќе и тие раководни структури се променети, едноставно ние немаме надлежност да постапуваме. Работејќи вака, гледаме, имплементирајќи го законот, бидејќи тој е нов, вака ги гледаме и слабостите и на нашиот закон, доаѓаат на површина. Значи, сакаме да постапуваме, меѓутоа, до тука ни е границата и толку. Но тоа не спречува да ја изанализираме постапката како се случувала. Тоа што го знаеме, го обелоденуваме пред јавноста. До кај што можеме да кажуваме мерки, ги кажуваме тие мерки. И толку. Во врска со слабостите, бидејќи ги повикавте, конкретно во овие случаи на непотизам и на конфликт на интереси при вработувањата, ги повикавте надзорните одбори, нели, да си ја завршат работата. Ние, да речеме, во последните неколку месеци објавивме неколку случаи на конфликт на интереси, на непотизам баш во надзорните одбори. И јас сум уверена дека со колешки ако земеме да ги прегледаме дури во еден саат емисија да ни дадат 3 предпријатија и надзорни одбори, за 15 минути ќе успееме да утврдиме конфликт на интереси. Партиите на власт, оваа власт, минатата власт, секогаш се стремеа надзорните одбори да ги држат под нивна контрола. Ние, например, имаме службеничка со 3-месечно искуство во парламентот, која станува член на надзорниот одбор во ЕЛЕМ или МЕПСО. Имаме едно лице, беззначајно 19 годишен човек со прекар Кевин, некој има таков прекар, во надзорниот одбор на ЕЛЕМ. Тие лица се партиски поставени во надзорните одбори. Тие веројатно дури ако се одважат да одржат седница на која ќе дебатираат за вашите препораки, јас се сомневам дека тоа ќе вроди со некаков плод, бидејќи тоа се контролирани единки. Мислам, тука нема, те имаат партиски послушници, бидејќи тоа и повеќе од тоа, повеќе од партиски послушници. Тоа се реално луѓе без прво немаат никакво животно и професионално искуство. И не случајно партијата одбира такви, токму такви луѓе кои ќе седат во надзорните одбори и ќе го контролираат материјалното и секое друго работење на тие компании. Дали доколку, на пример, група новинари можеби пријави како граѓаните, бидејќи нам ние не се чувствуваме добро кога нема никаков резултат од она што го пишуваме. Ако ние пријавиме кај вас во антикорупцијската конфликт на интереси во надзорните одбори, бидејќи не гледам како поинаку вие па понатаму ќе притискате за ова да се заврши. Владата ги менува членовите. Кому ќе се даде препораката на владата да ги промени членовите? Па, нормално. Не охрабрувате да го направиме тоа? Ве охрабрувам секако, зашто да не? Вие можете да поднесете пријави како и сите луѓе, вие исто можете да поднесете пријави кај нас. Институтот за демократија направи една опсежна анализа во која констатираше дека критериумите за прием во надзорните управните одбори се толку општи што речиси четвртина од работоспособните луѓе во Македонија може да бидат член на било каков одбор, без разлика на нивното искуство и квалификација. Па и тоа членување треба да има критериуми за избор, кои
кои членови ќе бидат дел од надзорниот одбор и тие треба по некои критериуми за квалитет да се одберат. Да, но нас не е јасно дека има постапка во антикорупцијска. Вие во овој кейс ги детектиравте слабостите, укажавте кому е, на кого е топката, на надзорните, меѓутоа тоа така изгледа. Ако се случи да се пријават и надзорните одбори, на надзорните, но и на владата се. А сепак одговорноста за сите овие случувања во крајна линија ја има владата, бидејќи таа ги поставува членовите на надзорниот одбор, го поставува директорот, значи одговорноста е на владата. Затоа ние упативме дека ќе известиме и владата да си преземе соодветни мерки. А очекувате искрена реакција по овие соодветни мерки? Па очекувам, зашто да не очекувам. Се декларира дека ќе работат, дека едноставно барат наоди за да ја завршат работата. Има пристигнат од владата во однос на барем неколку храбрувачки зборови. Сега бидејќи ние сме, знаете колку сме ограничени со ресурси, не можеме, секретаријатот не може да ги доработи сите одлуки и сите писања, затоа што нели секој предмет има своја процедура, се е пропратено со документи што треба да се подготват, да се спрема, да се исподпишат и да се испратат. Ние се уште до владата не сме го испратиле тоа фактички, нели? Ќе го испратиме и очекувам дека тоа ќе им биде добра основа за да се ги преземат. А колку буџетот на вашата институција како независна институција влијае на вашите перформанси? Ние за сега немаме лош буџет, бидејќи со тие пари, со тие средства се предвидувало и обезбедување на простор, односно плаќање на кирија, бидејќи сега нема да плаќаме кирија, па така да малце имаме тука буџет. Но крпен живот малце. Да, така но го буриме со кадар. Се чекавме да завршат претседателските избори, па да побараме согласност од Министерството за финансии, за да можеме да малку од малку се доекипираме. Во исто време се работи на функционалната анализа и новиот правилник за систематизација според новите надлежности што се во законот, бидејќи сегашната систематизација е по стариот закон. Предвидува 50 луѓе. Од тие 50 ние имаме 20. Сега можете да замислите со колку луѓе работиме. Од тие 20 не работат сите по предмети со нас. Дел се архива, нели, поддршка. Да речеме дали 10-15 луѓе се вклучени комплетно во работата на комисијата. А тоа е многу малку. Целта на партиите токму да ве затрупаат со предмети. Јас имам чувство дека полека по полека почнаа преку многу пресконференции на кои што се прозиваат едната страна па другата страна. Имам чувство дека сакат да ве затрупаат, токму да ги истражувате сите оние кои што они ќе ги именуваат дека има сомнежи за непотизам, за корупција. Така беше случајот, нели? Да, она што вие го отворивте веднаш по допрен глас после пресот на СДСМ и од друга страна и утре веднаш ќе отворите па друго после прозивката од претседателот на ВМРО ДПМН Мицковски. Па ние мораме да ги отвараме неселективно случаите, точно дека можеби сакаат да не затрупаат, меѓутоа се па тоа не е работа. Затоа па ние од друга страна користиме и бараме помош од други органи кои што имаат истражни оперативци, да се помогнеме едни со други, бидејќи крајната цел и на тие органи и институции на нас не е иста. Така што ќе се снајдеме. Не, проблемот е дали за тоа ќе се нема време да се отворат покрупни и поголеми корупцијски скандали, бидејќи ќе бидете затрупани од предмети од ваков тип кои што ќе служат за препукување на меѓупартиите. Добра и таа претпоставка, меѓутоа знаете се, еве 3 месеца постоиме, работиме буквално со полна парја. Во исто време работиме за решавање на за изнаоѓање софтверски решенија за образецот, изнаоѓање други софтверски решенија што ни се потребни во работата. Треба да се преселиме, треба опремата да ја ставиме во функција, треба да се поврземе со институции. Сето тоа паралелно се работи сега за да обезбедиме целосна функционалност. Ако успееме ние до нова година да обезбедиме барем технички целосна функционалност на комисијата, многу ќе бидеме срекни, за да можеме после да се зафатиме со тие покрупни корупцијски предмети, бидејќи планот е до крајот на годината ние треба да донесеме повеќе годишна стратегија која што ќе се базира на анализа на ризици од корупција. Тука мислам дека ќе си најдат место веќе тие покрупни предмети. Едно лично прашање, ке може ли што најмногу ве шокираше кога дојдовте на функцијата? Па не знам, нешто посебно. Од начинот на кој што се функционирало предходно, од добро, да. Оставени предмети во фиока, од
Знаете како се, ја не сакам многу да коментирам како се функционирало претходно, оти сведоци сме сите, најмногу вие знаете како се функционирало. Како не се функционирало. Да, слушнав муабети дека не се доаѓало ни на работа, дека се зимале и дневници, и патни трошоци, за тоа има и извешта и така натаму. И кај вас? И кај вас тоа има? Некај нас нема. Во претходниот состав. За претходниот состав. Да, во институцијата. Во институцијата, да. Мислам сега немаме такви работи. А тие случаи се работат или не? Молам? Оние затрупаните кои што заостана случаи се работат тие? Па тие што беа така некои поинтересни повторно се поднесоа и се веќе се обработија, се реши. И ќе се работат. Сега имаме ние наши случаи толку многу, навистина не можеме човечки да постигнеме се да отворим. Но тоа не А ќе барате ли дополнителен буџет и ресурси од владата, бидејќи оваа влада навистина постојано повторува 2 години дека борбата со корупција е во нивната приоритетна реформска агенда. Вие сте ревизор и многу добро знаете, верувам и не у проекти сте работеле, дека нели еден проект, а ако на владата главен проект е борбата со корупција, и во буџетот треба да се рефлектираат тие заложби. Точно, буџетот е политиката на владата искажана во пари. Тоа е буџетот на институцијата всушност. Која би била вашата порака? Мојата порака е дека ќе побараме секаква поддршка, политичка поддршка всушност е тоа, и од Министерството за финансии, пред малку кажав, ќе побараме согласност, ќе побараме согласност за нови вработувања, ќе побараме и поддршка, финансиска поддршка. Јас го кажував примерот како другите институции во околината работат, еве денеска на конференцијата со Мери Јорданова. Значи, во околината се знае точно, определено е со закон, 0,2% од буџетот е на државата е всушност буџет на институцијата. И тоа обезбедува целосна независност. Меѓутоа да видиме, тоа што цело време се декларира од страна на владата, еве можност да се покаже на виделина. Да, уште е рано, веројатно. Да, ќе побараме. Ние ќе побараме, значи се што треба да се обезбеди целосна функционалност на институцијата, ќе побараме. Уште колку вработени еве ви се неопходни? Ви кажав дека во моментов се подготвува функционалната од донатори, еве, да не го трошиме државниот буџет на нашата држава. Почнете го трошиме на партиски вработувања, очигледно, па донаторите да помогнат. Па добро, еве се наоѓаат, ни помагаат и ние сме им благодарни за тоа. И нас исто. Да. И ќе се изготви таа функционална анализа во согласност со новите надлежности, затоа што навистина имаме зголемени надлежности, ќе се направи систематизација, па ќе видиме. Ако со претходните надлежности беа 50, сега би требало да се сигурно повеќе од дупло. Мислам вака проценка лаичка. Имате ли чувство дека досега голем дел од системот на кој што бил поставена антикорупцијската комисија бил комплетно погрешен? Јас се веќе тргнам од себе, од своето искуство, кога побаравме увид во изјавите за конфликт на интереси, што треба ги пополни секој функционер при доаѓањето на функцијата, ги видовме тоа кои роднини му се вработени во државни институции, во приватни фирми и слично, кои што изјава која што ја пополнуваат само на почетокот на доаѓањето, значи на почетокот на мандатот, а не и на крајот. Значи на јавноста сето ова време, освен што не беше ни запознаена за тие изјави на судир на интереси, туку е оневозможено правото да знае со колку роднини еден функционер доаѓа на функцијата, вработени во државни, а со колку си оди. И сега јас себе кога ги побаравме роднините на министрите, јас ќе знам еве со колку има, меѓутоа во меѓувреме може да вработиш стотици и тие се многу поважни вработувања, бидејќи тие го оддаваат партискиот интерес и тука е веќе работи непотизмот, отколку роднините кои што биле претходно некаде вработени. Така што имам чувство, тоа веќе постои многу одамна, дека целиот систем бил погрешно поставен. И дека, или исто и со анкетните листови. Ние знаеме со какава имотна состојба доаѓа еден функционер на функцијата, како јавност сме невозможени да видиме со колкав имот си оди. Да, тоа што го направија практично вашите претходници, ја укина можност да се има увид за промена во анкетниот лист. Што укина и потоа го злоупотребуваа тоа. Јас се сеќавам во случајот на Сашо Мијалков и неговиот новостекнат имот во Прага, кој го откри меѓународниот проект за известување за организиран криминал и корупција. Тој ги немаше пријава на своите промени, имаше стекнато имот од неколку милиони долари нов и фирми дополнително. И потоа антикорупцијската комисија токму поради овие волонтерски толкувања дека они нема да ги објавуваат, тврдеа дека тој пријавил, ама они заборавиле да не известат.
Тоа беше очигледно, дека тој не беше очигледно, мислам, имавме дополнително истражувачи дека тој немаше ништо пријавено. Меѓутоа тие застанаа во негова одбрана. А со тоа што оневозможија увид претходно, ние немавме никаква прилика ни да докажеме дали тие лажат или не лажат. Значи дали Значи, тоа дали не се отворат овие пред и потоа. Тоа е нешто што е најмногу да ја дава тенденцијата на да. Тоа што го кажавте во минатото со новиот закон се надминало, барем законски. Значи сега работиме на софтверско решение за електронскиот образец. Тоа значи дека секое избрано именувано лице ќе може електронски да си го пополнува образецот за имотна состојба и за судирна интерес. И при тоа да внесува секоја промена, значи ќе има такви опции. Секоја промена што е настаната во имотната состојба ќе може да биде внесена, како и секоја промена која што е настаната од аспект на вработување на блиско лице. Тоа и сега треба да го прави. Дел од избраните именуваните лица по основ на ова прашање за непотизам и пријаве, да речеме Мира Стојчевска си пријави дека вработила син. Значи имаат обврска и сега да пријавуваат во рок од 30 дена. Кога пријавила? Па се не знам точно кој датум, меѓутоа во текот на февруари така нешто беше во рок беше. Имаше пријавено. Значи сега имаат законска обврска да пријавуваат доколку има вработување на блиско лице во некоја државна јавна институција. И мислам дека ќе се надмине, би требало да се надмине проблемот. Доколку не го пријави, има прекршочна постапка. Со малите казни, ама пак е прекршок. Исти се казните. Да, мама еве голем дел од тие прекршочни постапки што ги отворивме, можем да кажам дека веќе си ги плаќаат казните, па малку по малку еве ние придонесуваме за државниот буџет. Кој ви е впечатокот, Сашка, вели не бесрамни се функционерите, нема да почувствуваат никаква. Па не им е срам. Морална. Отворете сечи Инстаграм и јасно е дека не им е срам. Дали се согласувате вие со тоа или сметате дека сепак има ефект вашата транспарентност и објавувањето на сите постапки, укажувањето на Па можеби не е толку голем ефектот колку што сите сакаме да биде, меѓутоа сметам дека сепак направивме чекори напред. И имаме поддршка од јавноста. За нас е тоа најбитно, граѓаните да стекнат доверба во нас и да имаме нивната поддршка. Тоа значи дека сме на прав пат. Па сега за функционерите би требало сите институции да си ја вршат работата онака како што треба, а за да ја вршат така како што треба работата, треба прави луѓе на право место. Доаѓаме до прашањето за непотизмот. Мислам, затоа што често пати знаат да ни го постават прашањето кај се фативте сега со непотизмот, има крупни корупциски прашања. Тоа е крупно. Значи, за да се вратата на корупцијата е отвора непотизмот. Односно несоодветните луѓе што се стават да извршуваат некакви функции. Да ги ставиме сите луѓе на свое место и да ги повикаме на нивната професионалност и одговорност, тогаш секој ќе сака да одговори професионално. Еве, видовте што се случи со специјалното јавно обвинителство. И тие обвинители биле по некои обвинителства, не знаевме за нив претходно, така? Меѓутоа, кога ги ставија на таа функција и кога се побара професионалност од нив, тие се одговорија професионално. Дали овие, само што ова прашање, овие промени кои што ги најавивте дека секоја промена ќе биде нели кај вас регистрирана, секое вработување ќе биде јавно, ние ќе може како новинари да ги јавноста на сајтот да ги види кога тоа би било. Бидејќи знаете, пак денеска го отворивме сајтот и повторно не можеме ништо да најдеме од тоа. Ви кажав, сега се работи на софтверското решение со донаторите. Значи би требало за некој, не знам, 2-3 месеца, да не карикирам без веза. Меѓутоа, ние првото прашање што го почнавме да го работиме на тој дел беше образецот. Содржината е веќе затворена, со наши домашни експерти се затвори содржината на образецот, значи кој прашање што се треба да содржи, од првиот дел, од вториот дел, кои приходи влегуваат треба да бидат објавени во образецот. Значи, од тој аспект е затворено, сега останува уште софтверското решение, значи тоа да се преточи во софтверска програма. И што доколку повторно ни даваат податоци, бидејќи во многу голем број од анкетните листови за имотната состојба се гледа недел податок, трансакцијска сметка, девизни сметки, вредноста на имотот на куќата, на станот.
не ги даваат комплетните податоци при пополнувањето. Па добро, се ние имаме нели една алатка да изречеме прекршочна пријава, другата алатка да испитаме целосно имотната состојба, па доколку преку тоа испитување се употреба злоупотреби, тука има веќе кривични пријави. Знаете, ние малку гледаме со недоверба, најверојатно бидејќи како истражувачки новинари многу често сме ги објавувале истите овие работи кои што и вие ги нотиравте сега, ама никаков фидбек немало од сето тоа и некако имаме недоверба бидејќи па и вие немате некои механизми со кои што би се променило нешто многу. Секогаш ги слушаме ова. Прекршочна пријава, ќе известиме владата, надзорните одбори, инспекторатот евентуално нели трудовиот ова што беше споменато, но на крај па се сведува во еден затворен круг на решавање на донесување одлуки кои што можеби ништо нема да се промени понатаму. Па сега концептот на антикорупцијската комисија според овој закон, за оваа законска регулатива што е сега е превентивна улога. Немаме ние репресивна улога. Отварањето кон јавноста може да придонесе за поттикнување на институциите подобро да си работат, бидејќи има улога антикорупцијска. Значи, јавноста може да биде на нивна страна. Знаете, во текот на март месец го подпишавме тој меморандум за интероперабилност на институциите. 50 институции се поврзани од антикорупцијска специјално јавно обвинителство, Министерство за правда, сите судови, јавни обвинителства и преку тој систем ќе се гледа точно каде е закочен предметот. Да кажеме предметот искочил од нас, сме го дале понатаму во јавно обвинителство, кога е даден, зошто не се процесира понатаму и на тој начин се е тоа во насока на поголема транспарентност пред граѓаните. А може би редовен брифинг со новинарите? Многу потсетувате на првиот состав на антикорупцијската кој беше многу отворен и граѓаните на вистина имаат доверба во тој состав и вие сте дефинитивно новата надеж. Не мислите дека јас кога бев млад новинар, колешката Мери Ордановска ми раскажуваше за искуствата на новинарите со првиот состав и нивната отвореност кон медиумите, редовните брифинзи со новинарите, па дури и споделувањето на заеднички сознанија, податоци, докази и факти во некој случај. Планирате, освен преку пресконференции, вака да се отворите кон јавноста? Бидејќи отварањето кон медиумите, отварање кон јавноста. Целосно сме отворени, значи зборувам за конкретни чекори, како редовни, неделни брифинзи, например. Па сега пречести се седниците за да има толку редовни брифинзи. Да, точно, седниците се многу чести, по 2 седници во секоја меѓутоа брифинг не е седница, на брифинг може да се разменат во неформална атмосфера и али можам да кажам дека еве во последните 4-5 седници немаше дополнителни прашања од новинарите. Мене тоа ми беше како некој индикатор дека не останале недојаснати работите, дека сме биле доволно јасни, сме објасниле и немало дополнителни прашања. Секој новинар кој што имал било каква дилема во врска со некое прашање, некој предмет или било што ми се јавил, добил одговор. Било кој да ме викнал, гостувам во сите емисии, колку што можам секаде, сакам да транспарентно, јасно и гласно да се каже до кај сме, што работиме, како постапуваме и како треба да постапуваме понатаму. За сега толку. Не, супер ви Дали сте задоволни од тоа што по објавување на неколку случаи на непотизам ги повлекоа своите роднини кои беа вработени, дел од функционерите, дел одбиваат, сметаат дека нема непотизам. Дали сметате дека со тоа е постигната целта или е тоа? Па ние таргетот го ставаме на одговорните лица, тие се жртвите. Тие се всушност жртвите, тие вработените, тие се ни криви ни должни да кажем. За нив е направен тој чекор, нели? Меѓутоа, во крајен случај, одговорноста има тој што потпишал, односно одговорното лице на јавното предпријатие, на институцијата на Затоа неколку пати јам кажано дека секој потпис тежи и тој што потпишува треба да биде свесен за постапката што ја прави. Дали е во ред или не е во ред и да не го злоупотребува дискреционото право. Знаете, мене искрено, еве како новинари кои што долго време го прати непотизмот и корупцијата, ми делува демотивирачки кога ќе се утврдат конкретни случаи. Значи, за прв пат видовме конкретно како течел, како е патот на непотизмот. Без записници, без интервјуа, со дискреционо право на директори, без никаква систематизација, со создадени работни места. И го видовме сето тоа за прв пат. Од тоа ефектот беше неколку функционери поуште, нели, дадо апел да се
дека ќе се повлечат нивните роднини, уште па тоа беше дека они со драго срцете тоа го прават само во име на јавноста, а не дека има тука нешто незаконско и дека тие некакви ургенции Никој не направиле. И тоа генерален секретар на партија, кадровикот во власта. Никој не кажа да, навистина, да ја признае грешката и ќе беше многу полесно отколку да кажат ајде, во ред, бидејќи толку напнавте, па еве сега ќе ви излеземе во пресред, па ќе ги повлечеме од работните места, останатите не. И тука тој дел е многу демотивирачки, игнорантскиот однос на функционерите кон кон ова што вие го наоѓате и кон она што ние сме го работеле со години, сме ги наоѓале ваквите случаи во моментов над 60 такви од она што јавност им успеано да ги дознае како медиуми, а кој знае уште колку секој што не ги знаеме, особено по општините и по малите градови. Особено од луѓе кои што не мора да се избрани именувани лица, да се високи функционери, туку и пониски партиски членови кои што вршат влијание. Пак ќе кажам, ние сакаме да работиме на подобрување на системот. Ако почнеме ние со секој има право да се вработи, првен да тргнеме од тоа. Апсолутно. И нивните блиски лица и тие имаат право да се вработат. Меѓутоа нека се вработат таму каде што тие ќе бидат најдобри. Да не го земаат местото на некој друг што бил во тој случај најдобар. Тоа е нашата поента, значи да го подобриме системот. Во случајов ние би биле исполнети доколку на одговорност се земат одговорните лица кои што тоа го возможиле. На прашањето дали сме задоволни, едноставно не сме задоволни. Не се тие се жртви во случаите, не се тие што направиле прекршок. Тој што направил прекршок, тој треба да одговара. Тука ќе направиме куса пауза за реклами, се враќаме на дебата. Гледате Топ тема на Жишко Столче, председателката на антикорупцијска Билјана Ивановска. Продолжуваме многу прашања, отворивме дури во овие 5 минути Кон ние предмети што отварам за реклами, да, корупцијата е веројатно најголемото и најболното прашање во оваа држава и ова што го почнува изгледа како само почеток, макар што бурен. За среќа мислам дека Сашка отвори една. Па да, има голем диверзитет и во корупцијата. Што е со високата корупција? Например, во непотизмот, од прилика, не би сакала да омаловажувам вашата работа, но верувам дека со одредени барања низ институциите, ако се разгледаат постапките, можеме некако да утврдиме како некој дошол на интервју или не. Но, што кога станува збор за трговија со влијание? Ако не се лажам, тоа беше дел дури од кривичниот законник. Како тие случаи? Например, ние во Македонија, владата дели лиценци за производство на марихуана, премиерот ќе си зема седмицата и роднините може да добијат лиценца да имаат ниви со марихуани. Да вице-премиерот ќе побара лиценца за некакви други бизнеси, кој Чоан Ѓушев. Има многу вакви примери кои ние лично сме ги работеле. Тие само си земаат од седмицата и готово, стоп, тука нема веќе вела дека тоа спречува конфликт на интерес. Тоа едноставно иземен, не доаѓа и не гласа. Потоа имаме уште по-специфични случаи, како на пример Фондот за здравство, Министерството за здравство. Ние имаме на клиниката во Скопје голем број од раководните функции се резервирани на луѓе кои се во директни, блиски роднински врски со луѓето од фармацијата. А сите знаеме фармацијата дека е мокна индустрија. Од друга страна, овие две институции, Фондот и Министерството, се во топ 3 институциите кои доделуваат државни тендери и пари. Значи, зборуваме за луѓе кои делат пари. Потоа имаме, не знам, некој ќе му текне да приватизира болница утре. Не мора да има ништо, не мора. Како во тие случаи, што доколку ние новинарите поднесеме преставка ова да се испита. Добре дојденесте. Бидејќи за нас е тешко навистина да дојдеме до да докажеме дека навистина се случило тоа влијание. Добре дојдени сме? Добре дојдени. А каков предизвик е за вас овој тип на корупција? Голем предизвик е, мислам дека има поле за добра соработка меѓу вас и нас и со заеднички сили да ги стуркаме работите. Сите тие работи што ги споменавте се случуваат врз основа на некое законско решение. Значи нешто му возможува на некое одговорно лице во одредена ситуација да се повлече, да каже поради конфликт на интереси, јас ќе се повлечам, вие изгласајте го тоа. Да, но луѓето кои се во власт си ги креираат сами и законите. Па сами си ги креираат, затоа ние како некои детектори треба да бидеме тука и да ги откриваме токму тие ризици од корупција.
Тоа е една многу важна улога што треба да ја одигра антикорупцијска комисија, за која што треба во нареден период и да се доекипира и да се обучат тие луѓе и да го работат тоа. Меѓутоа има методологија, веќе има изработено од претходен период методологија, меѓутоа таа треба да се имплементира понатаму. Добре дојдени сте во секое време. Значи има методологија и за ова. Има и методологија. Нека припазат. Да. Дали ова со иземањето на функционерите ги спасува од одговорност? Или спречува влијание или конфликт? Па сега, знаете како е, од случај до случај, се не можем генерално да кажам ги спасува или не ги спасува. Прво секој нека си го спаси својот образ честно и поштено, што би се рекло. Да не се прави, никој не е будала во оваа земја и не може, за да не препознае каде постои вистински конфликт на интереси или не. Знаете, сега се наметнува прашањето, сепак и во одлуките на антикорупцијската имавме еден случај на изземање на член на антикорупцијската. Значи дека и сепак и во рамки на антикорупцијската се применува таквото правило, таквиот закон. Сакате да кажете за непотизмот? Подпредседателот на антикорупцијска, кој што се иззема за случајот нели на неговата внука, нели на ќерката на сепак збориме за вработување и за бизнис вреден. Така, ова е добро, добро беше коректно од негова страна, тој се иззема и излезе од просторијата. За разлика од други кои што се изземаат и остануваат во истата просторија и со своето присуство овозможуваат да има доволно мнозинство за изгласување на одредена одлука. Па и случаите кои ви ги наброав се со излегување од просторијата, но сепак тоа се многу високи функции. Добро, да. Се има своја тежина. Основниот капитал им е влијание и моќ. Така е, се согласувам. Па не знам, јас би ве прашала вака до сега кои ги имате системски слабости детектирано во општеството што најмногу ја подкопуваат и најмногу возможуваат прават добро тло за корупцијата? Добро, до сега кажавме за вработувањето, за законот за работни односи, кажавме за законот за агенции за привремени вработувања, бидејќи многу често сме сведоци за вработување, односно отстапување на лица ангажирано преку агенција за привремено вработување, тоа е многу штетно и дадовме предлог воопшто да не се овозможува во јавниот сектор вработување преку тие агенции. Затоа што сектор се наполни токму преку агенциите. Од повеќе аспекти. Од повеќе аспекти. Прво, заради тоа што ниту самиот закон за агенции за привремени вработувања не дозволува вработување на систематизирано работно место како што тие реално го прават. Туку кога има зголемен обем на работа или работа на проекти или некои несекојдневни работи што произлегуваат сезонска работа, така, а не на систематизирано работно место. Па дури сме биле сведоци кога и на раководна позиција се става, на раководител на сектор и на одделение. Преку агенција за привремено и тој донесува одлуки, се потпишува на тие одлуки. Значи такви случаи сме имале. Не во конкретниот случај во антикорупцијска, него претходно како ревизор ви кажувам. Какви се тие се случаи сме виделе за вработување преку агенции за привреме. Значи тие се штетни, не обезбедуваат никаква конкурентност, тоа се буквално дадени списоци и одстапени лица на одредено работно место. И потоа тие вработувања се пренасочуваат подоцна во трајност. Тој се стекнува со конкурентска предност утре кога ќе се јави на оглас, тој веќе има конкурентска предност. Или пак еве како што е случајот кај нас во антикорупцијска имало ангажирано преку по договори, нели, лица кои што работеле за проектот за антикорупцијска проверка на легислативата. Тие биле обучени лица. Значи се потрошиле средства за нив и сега веќе не се тука. Немаат обврска да ги имплементираат знањата понатаму. Зошто се потрошени средства за нив? Ајде да се прашаме. Значи нема фер конкуренција. Не се обезбедува еднаков пристап на сите граѓани за гарантиран да дојде до одредено работно место. По многу основи паѓа тоа вработување, мислам, е спротивно на закон и тоа треба да се чисти. Исто така има во оние што се специјални закони како Законот за здравствена заштита, каде што дискреционото право на одговорното лице на некоја здравствена установа овозможува вработување, нели, онака како што смета тој. И тоа е злоупотребено. Имаме и такви примери кои што, нели, наскоро тие ќе бидат обелоденети, меѓутоа се случуваат. Кај финансирањето на политичките партии? Кај финансирањето на политичките партии, сега да бидам искрена, тука многу не сме навлегле
премногу за да откриеме такви слабости, но ќе ги користиме извештаите на Државен завод за ревизија и се надевам дека ќе успееме да направиме еден систем, еден софтвер кој што ќе обезбеди целосна контрола на финансирањето на политичките партии преку доставување на нивните финансиски извештаи до антикорупцијска комисија и воедно преку тој софтвер ќе бидеме поврзани со Министерството за финансии каде што ќе се исплаќаат средствата поврзани со политичките партии и на тоа го имаат нашите соседи во Црна Гора, Србија и ќе ни го понудат и на нас, ќе ни ги дадат тие сорс кодови, па ние да можеме по наши потреби само да си го доградиме системот. Кеш парите, работењето комплетно на партиите, тие прво сите закони за себе си ги носат во мал и тесен круг без никаква јавна дебата. Ние тоа го видовме многу пати. Колку кешот ќе може да се контролира? Можноста што си ја дадоа самите на себе си да се финансираат од буџетот, тие само отворија уште еден начин како легално да можат да пријават некакви трошоци, бидејќи до сега беа на удар дека не пријавуваат доволно трошоци за нивното материјално работење. Тие што направија сега, ќе си има доволно пари од буџетот да пријават, еве плативме канцеларија, имаше пари вработени, а парите во кеш кои што вртат се уште ќе постојат. Да, добро, тоа е најтешкото да се открие. Признаваме. И реално случајот на непотизам е екшали случај на клиентализам. Не на точно така. Добро, ама идејата да се финансираат со средства од буџетот беше баш да се тргнат на страна тие мокниците што ги финансираат политичките партии за после да не барат против услуга. Меѓутоа како се тоа не е праведно? Да видиме се, добро, таа не вина е појави нова партија како се финансира. Зошто нели луѓето се здружуваат во еден систем врз основа на идеи, недобрата идеја треба да победи и да ги представува граѓаните, така? Така е. Еве ние тука да имаме една идеја и да правиме партија, прво е невозможно, треба да собереме не знам колку гласа, сите да ги носиме на нотар. И потоа ќе се соочиме со нашата нова идеја нема да има право на доволно рекламен простор, бидејќи помалите се маргинализирани согласно закон имаат добро, тоа веќе влегува во меѓутоа не влегува во тоа и парите се исто. Тие веќе имаат пари во буџетот број на членови. Големите партии веќе го држат монополот на политичката цена. Што да ви кажам, сите ваши истражувања ќе бидат добро дојдени, повелете, ќе дебатираме, ќе бараме решенија, ќе предложуваме промени. А дали има антикорупцијската манда да го истражува работењето доколку на политичките партии? Да. И во кој? Да, финансирањето на политичките партии, да, и изборната кампања исто така. Па добро, еве сега за изборната кампања направивме некои мали чекори, меѓутоа и тие вродија со плод. Да кажеме, бевме одговорни да следиме кампањата од аспект на трошење на буџетските средства, буџетски капитал, да кажеме, службени возила, канцелариски простори и така натаму. Имавме приговори за користење на канцелариски простор. За кога? За Шуто Оризари и за Куманов. Едниот приговор се прифати, другите се одбија, бидејќи не бил просторот на Шуто Оризари, туку не бил на Република Македонија, туку бил изграден од донатор. Направивме апликација, регистар на службени возила, секој можеше да провери и добивме пријави по тој основ. Направивме веб апликација, граѓани да може да пријавуваат изборни нерегуларности. Имаме доста пријавено, еве утре тие ќе ги отвараме случај. Мислам, за почеток, знаете, на 8 не избра, на 8 почна изборниот не го сваќам јас како критика, него чисто кажувам. Каде се може и ние како новинари и јавност да помогнеме да се веќе сме при крај, уште по едно прашање и да завршуваме. Добро, еве ја. Ми остана прашањето да ми виси во воздух, докаде е истрагата за имотот на судиите кои што беа нотирани во Стејт департментот. Тоа беше исто така интересно за јавноста, нешто што го слушнавме и во дел од извештајот на СЈО ги имаше нотирано и вие веќе отворивте истрага. Да, ние отворивме, ви најавија тужба од сите. Не ни дадо кривична пријава, добивме две. Да, па затоа ве прашав дали и други имате можеби некакви кривични за навреди, клевети, бидејќи не, тоа беше единствено, единствена беше таа кривична пријава до мене и до уште еден член од комисијата. Добро, така сметал човекот. Иако предметот го отвори цела комисија, не отворивме само ние два члена. Зошто баш вас? Станува збор за судијата Ангелов. Да, не за Панчевски, да. Па не знам, јас бев во емисија на радиово тоа 77, канал 77 како се. Па добро, не сензитивен така. И се јави директно во студиото. Јас кажав дека нема потреба да се вознемирува доколку си работел честно и одговорно, може мирно да се спие. Меѓутоа, не знам, после тоа ја сретнал колешката случајно
и следниот ден следеше кривичната пријава без она било што да каже. Тоа е негово право, секој има право да се поднесе. Најавивте вие дека би сакале имотите на сите суди да се испитува, дали има изгледи тоа да се... Па ви кажав, од истражувањата искача дека судството како е со највисок степен на корупција, а бидејќи ние стратегијата и програмата за работа за нареден период од наредната година натаму ќе ја правиме врз основа на тие ризици, затоа ќе биде предмет на наша обсервација судството број 1. Во крајна линија не се тие кој знае колку 640-650 суди се вкупно. Па не се малку. Не се малку, меѓутоа тоа. На прашањето што ме прашавте за судиите што веќе ги отворивме, истрагата се уште трае и тука сме хендикепирани, бидејќи не сме поврзани со сите институции, бараме податоци, знаете како оди тоа се пешки, а истовремено соработуваме со други кои што имаат развиено истражни центри, да се помогнеме едни со други за да ја завршиме работата. Имате некој случај што не бил во јавноста, што го истражувате во моментот? Не, ние ги објавуваме па ги истражуваме. Што е со оние случаи кои што претходниот состав пред да дадат оставки според сознанијата што ние ги имаме, на брзина беа затварани предмети само со записници и со подпис на еден од членовите одделно. Има ли шанси тие случаи да се реотворат или ќе останат заборавени? Значи, ние не бегаме од одговорноста дека треба да ги сите случаи што биле доставени до претходните состави на комисијата треба да се отворат. Колку ќе ни го дозволи тоа времето и повторно ќе кажам пак предизвикот со човечки ресурси и тоа што сме десеткувани, ќе видиме колку ќе можеме. Сведоци на многу големи криминални случаи кои што не беа отворени, кои што беа отворени па затворени. Така што тоа беше еден начин да се затачка. Можеби за тоа сте предмет на критика на опозицијата. Би било логично опозицијата да поздравува работата на антикорупцијската. Не имаме случај кога опозицијата ве критикува. Па ние работиме неселективно. Кажавме на една седница дека ќе ги испитуваме изјавите за имотна состојба како таргет на сегашните парламентарци, на членовите на сегашната влада, на претходната влада, на сите одговорни лица по јавни предпријатија. Значи не селективно. И во овој случај што го отворивме помеѓу двата изборни круга, по допрен глас, што беше за Христијан Мицковски, го отворивме и тој не селективно, значи добивме допрен глас, го отворивме случајот. После тоа добивме од ВМРО ДПМН цела листа на такви случаи, утре ќе ги отвориме и тие. Значи работиме неселективно. Кој ќе го препознае тоа? Добро, кој не? Се незадоволни сите политичари, значи ние сме добри. Сашка и уште едно прашање за крај? Или па не. Тука завршуваме. Ви благодарам Билјана за учеството, ви благодарам на сите вас. Тука е крајот на вечерашната топ тема. Останете на Телма, имајте убава вечер.